Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Затоа се навраќаме на старите снимки, за да се подсетиме на победите, титулите, трофеите, прославите. Во македонската спортска историја имаме многу надпревари, дуели од фудбалот, ракометот, машката кошарка, што оставиле посебен белег. Но во женската кошарка еден дуел остави посебен трак. Тоа е дуелот помеѓу Тиквеш Флорида и Ино Спектар, студент Ино Спектар, кој се одигра пред 27 години. Тоа беше историски дуел кој предизвика големо внимание во нашата држава, исто така и во нашиот град. До тогаш, кошаркарскиот клуб Тиквеш беше една целина и ги опфаќаше и машката и женската екипа. Но по осамостојувањето на нашата држава, од Белград доаѓа нашиот бизнисмен, сега веќе покоен Тодор Белевски, ја презема женската екипа и станува неизин спонзор. Во екипата доаѓаат кошаркарки од светски калибар, пред се Стојна Вангеловска и Корнелија Квесич, а тука се и Славица Липич, Весна Војодиновиќ, Олга Равњак. И со самото тоа се покрива веднаш нивото на квалитетот на играта на женската кошарка во нашиот град. На спортивната страна, спонзор на екипата на студент е Зоре Темелковски, а исто така во исто време тој е и председател на Кошаркарската федерација на Македонија. Во неговата екипа исто така доста квалитетен состав, пред се Олга Кривокапич Драгичевиќ, а тука се Кети Георгиевска, Лидија Петрушева, Снежана Мрзнеска, Моника Гавриловска, Ленча Алексовска. Значи, две екипи достојни за почет. Ова е најјакиот дуел во историјата на женската кошарка. По мои прогнози, тешко дека во наредните 50 години овој дуел ќе биде надминат по квалитетот. Затоа, следните минути ќе проследиме инсерти, она што ни е зачувано, помеѓу овие две екипи. Надпреварот се одигрува 1993 година во салата Партизан пред повеќе од 1000 гледачи. Надпреварот го судат Макревски и Маријан Мицевски. Се нервозен е тренерот Васил Кафеджиски. Меѓутоа, тешко Тиквеш Флорида да изгуби во собствената сала во Кавадарци. Равњак само под кошот поентира. Први поени за Олга Равњак. Да се надеваме дека и неа ќе и тргне. 37-29. 18 поени предност за екипата на Тиквеш Флорида. 12 минути до крајот на надпреварот. Почитувани гледачи, се извинувам навистина. И јас веќе гласот ме издава, немам повеќе. Меѓутоа навистина пеколна е атмосферата овде во салата Партизан во Кавадарци. Трета лична грешка, не видов на кого му е припишено ова. Трета лична грешка на Стојна Вангеловска. Две слободни фрлања за Лидија Петрушевска. Не успеа во второто, односно во првото фрлање. 4 поени постигна досега Петрушевска. 5 поен за Лидија Петрушевска. 47-20. 47-30. Добро е сега на семафорот, е напишан на вистинскиот резултат. 17 поени предност. Вангеловска обид за 3 поени. Не сакаше топката да влезе. Квесич и Драгичевиќ се борат за топката, судиска топка. Аплаузи заслужуваат. 11 минути и 32 секунди до крајот на надпреварот. Судиска топка за Владимир Макревски, а за неа скокаат Квесич и Драгичевиќ поуспешна. Петрушевска. Беа оттурнати и Липич и Вангеловска, меѓутоа Алексовска поентира. Четврти поен на Ленча Алексовска. 47-33.
14 поени предност. Липич. Не, повторно Липич, браво! Лична грешка на Мрзневска. Прва лична грешка на Снежана Мрзневска, 6 поени до сега постигна. Ќе има 2 слободни фрлања за Славица Липич. 5 кошеви за неа. Шампиони одекнува овде во салата. Да кажеме дека доколку Тиквеш го добија овој надпревар со над 21 поен, во плейофот стартува од овде од Кавадарци. 6 поен да Славица Липич. А доколку не успеа да ја слободи екипата на Студент со 21 поен разлика, во тој случај плейофот стартува од салата во градскиот парк во Скопје. Не успеа во второто фрлање Славица Липич. Останува на своите 6 поени, 48-32, 16 поени предност за Тиквеш Флорида. Драгичевич, крајна е Стојна Вангеловска, 15 поени постигна до сега. Петрушевска, прекрасен влез, ја проигрува таму Гавриловска, не успева Гавриловска, топка за Вангеловска. Сама ни целиот терен Равњак, чекори, не, двоструко водење, меѓутоа имаше лична грешка. Беше удрена Олга Равњак, судиите не судат ништо. Голема грешка на судијата Макревски, меѓутоа што е тука е. Заслужени свирежи за судиите. Петрушевска, Мрзневска, 8 поен на Снежана Мрзневска. 48-32. Повторно се наелектризира атмосферата овде во салата Партизан. Може би сами приметивте, првиот дел траеше долги 55 минути. Меѓутоа, играта беше во прекин 15 на минути поради оној инцидент што се случи со гледачите овде во салата. Сама влегува Видикова. Браво! 9 поен за Маја Видикова. И статистиката е на нејзина страна. До сега само 3 пати промаши. Петрушевска. Драгичевич, со среќа дојде топката до Георгиевска, повторно Драгичевич. Кошот важи и лична грешка на Олга Равњак. Пета лична грешка. Олга Равњак го напушта теренот на нејзино место. Влегува Весна Вујединовиќ, која има 4 лични грешки. Кошот на Оливера Драгичевич важи, 6 поени до сега постигна Драгичевич и дополнително слободно фрлање. Седми поен за Оливера Драгичевич. 15 кошеви разлика, 50-35. 10 минути до крајот на надпреварот. Има уште време. Видикова, Криво Капич, односно Квесич, Вангеловска. Петрушевска ја одзеде оваа топка, Лектовска до Драгичевич, поени на Драгичевич. 9 поен, 50-37, 13 поени разлика, 9 минути и 25 секунди до крајот, почитувани гледачи. Сите вие што го следите овој директен пренос на телевизија Sky канал од салата Партизан од дерби надпреварот помеѓу Тиквеш Флорида и Студент. Вангеловска не сакаше, топката се поигруваше таму на обрачот. Лична грешка на Драгичевич, пета лична грешка. Две кошаркарки на брзина ја напуштија играта. И Равњак и Драгичевич, тајм аут за Славчо Димитров. Да се одморим и ние со нашите спонзори.